Дескоста добро ни покажа како тоа треба Македонија да се движи кон едно поправедно општество и стварување на правда на сите, но за да можеме и целосно социјалната правда да ја вратиме во Република Македонија, мора да зборуваме и за како тоа ние го враќаме квалитетот на живење и како економски ги јакнеме граѓаните, посебно оние кои што се ранливи и оние кои што во одреден период биле економски унеправдани. Сметам дека како влада голем дел од работите кои што ги ставивме во програмата и со кои што излеговме пред вас на изборите до денеска ги реализираме. Мене ми е драго што сме во Штип, затоа што вие сте град кој што има доста текстилна индустрија и имавте работници кои што беа дискриминирани согласно законот за минимална плата и со години земаа под просекот на под минималната плата, која што беше утврдена со закон и тоа навистина така поминуваше. Но, како влада, ние направивме измена веднаш по доаѓањето наше на власт и утврдивме дека минималната плата од 12.000 денари ќе важи за сите. И со тоа постигнавме големо зголемување кај оваа група на работници кои што посебно работат во Штип. Со тоа ја отворивме и спиралата на раст на плати. 90.000 граѓани добија минимална плата, но што се случи со оние кои што имаат 13-14.000 денари, кога веќе се постигна повисоко ниво на минимална плата. Не ги заборавивме и тие работници, затоа што направивме програма за раст на платите. И сега компаниите и во 2019 година и во 2018 година имаат можност да добијат субвенција од страна на владата за да може да го поддржат растот на плати помеѓу 12 и 18.000 денари и тоа е исто така голема група на граѓани која што го подигна нивото воопшто на просечната плата во нашата земја и за само една година се види дека просечната плата порасна за 5,6%, а овие 90.000 граѓани добија околу 3.000 денари повеќе во семејниот буџет. Но тоа е само едната работа која што сме направиле. Дополнително знаеме дека во овој крај имаме доста рудници кои што се со подземен коп и дека рударите на вистина беа истрошени и изморени. Имаше еден закон кој што ги тераше многу долго да бидат во јамите и притоа најголем дел од нив да не остварат воопшто пензија заради нарушувањето на здравието. Ние обезбедивме да рударите одат само со стаж 35-40 години стаж и сега сум многу среќна затоа што само во јануари месец 55 рудари си го остварија правото на порано заминување во пензија и со тоа се продолжува нивниот квалитетен живот кој што ќе го искористат како пензионери. Македонија како земја знаеме дека често се споменува како една од земјите кои што има голема сиромаштија. И имаме социјални трансфери, но тие социјални трансфери едно се многу мали, друго не таргетираат добро. Иако трошиме пари, сепак не ги допираат најсиромашните. Во целата реформа која што направивме во социјална заштита, предвидуваме 300% зголемување на социјалната парична помош или минималниот адекватен приход кој што го воведуваме и ќе кажете да, тоа е блиску до минимална плата. Но, за да една земја кажеме дека е одговорна кон оние кои што се наоѓаат во немоќ во даден момент од својот живот, ние треба да одговорно кажеме дека ќе трансферираме финансиски средства во тоа семејство со цел да спречиме целосно распаѓање или уништување на нечиј живот, посебно на децата во тоа семејство, но при тоа мора да го активираме и брзо да тоа семејство или луѓето во тоа семејство се вратат на пазар на труд. Но нашата земја со години исплаќаше ситно социјална помош за да може да ги заборави, имавме трансгенерацијски пренос на сиромаштија. Но новиот концепт значи да висок минимален адекватен приход, но брзо враќање и реинтегрирање на пазарот на труд преку преквалификација, доквалификација и детално следење на овие граѓани од страна на социјалните служби. Дополнително, детската сиромаштија е прескапа за една вака мала земја како што сме ние, а со години не сме инвестирале во децата. Токму затоа утврдивме дека детски додаток и образовен додаток ќе добиваат сите деца од овие ранливи семејства, но и од семејствата кои што земаат минимална плата утврдена со закон во државата, што значи дека приходот и на тие семејства се зголемува за детски и образовен додаток и тоа е отприлика некаде за 2 деца 50 евра дополнително и за семејствата кои што земаат минимална плата и за оние кои што добиваат минимален адекватен приход со цел да имаме редовно образование на овие деца и поттикнување или поддржување на нивното растење со цел изедначување на стартната позиција како со останатите деца кои што имаат семејства со повисок приход. За да можеме да младите ги задржиме, но и да им дадеме шанса навистина да се вклучат на пазарот на труд, да ја намалиме онаа бројка од 46% невработени млади лица помеѓу 19 и 25 години, оперативниот план и младинската гаранција која што
ја воведовме лани, ја продолжува и оваа година преку Агенцијата за вработување, утврдивме дека минимум 30% од финансиските средства треба да се искористени од страна на млади луѓе. Минатата година опфативме 6374, од кои што 53%, иако предвидовме 30%, 53% до 29 години се корисници на овие мерки, што укажува дека навистина младите ги чувствуваат мерките во Агенцијата за вработување како потребни, но исто така ги чувствуваат и дека ако ги искористат, им се зголемуваат шансите да се вработат. Во 2019 година во оперативниот план предвидуваме многу финансиски средства, рекордни 1 милиарда и 100 милиони денари, кои што ќе дадат можност што повеќе млади луѓе да се вклучат и да се доедуцираат, преквалификуваат, доквалификуваат или да отворат сопствен бизнис кој што ќе биде неповратно поддржан со грант од страна на државата, за да може да се стимулира бизнисот кој што тие сметаат дека ќе носи приход за нив и за нивното семејство. Дополнително ги врзавме сите оние кои што ќе аплицираат во Агенцијата за вработување за вакви типови на грантови, да се поврзат со фондот за иновации, и ако има иновативна компонента одреден бизнис, да понатаму се финансираат и од фондот за иновации и технолошки развој, за да подолгорочно државата се грижи за еден мал или кревок бизнис да прерасне можеби во голема компанија која што не само што ќе се само вработи лицето, туку ќе вработува и нови дополнителни лица. Младинската гаранција сме единствена држава која што не е европска држава во регионот, а која што ја имплементира, затоа почнавме полека и имаше 3 града кои што беа опфатени, меѓу кои Струмица, Гостивар и Скопје. Во овие градови опфативме 5266 лица, од кои што 2694 жени, а 35 од нив се вработија само после 4 месеци од вклучување во програмата. И тоа кажува дека само враќањето на довербата помеѓу Агенцијата за вработување и младите лица кои што се вклучува и преку посредници, преку ментори, да кажеме, кои што ги вклучуваа во овие програми, добивме голем процент на вработување од вкупниот број на вклучени лица во младинска гаранција. Во 2019 година одиме на проширување на младинската гаранција и не одиме само во 3 града, туку во 3 региони, каде што се наоѓаат овие 3 града, и очекувам да и бизнис заедницата која што активно се вклучи во креирање на оваа година на оперативниот план за вработување да ги искористи средствата предвидени во него. За Штип има исто така добра вест. Во 2019 година би требало да приврши градинката, која што градоначалникот веќе ја објави и си е тековно се гради, а Министерството за труд и социјална политика, веќе склучивме договор со општината, ќе ја опреми целата, што значи дека до крај на 2019 година и ќе ја отвориме свечено градинката, и со тоа го решаваме проблемот на невклучени деца во градинка, или сите оние што ви се на листа на чекање ќе бидат вклучени и ќе бидете веројатно првата општина која што ќе го затвори проблемот со немање на деца на листа на чекање во градинка. Тука се и директорките на градинките, што ми е многу драго, затоа што сметам дека во детската заштита исто така инвестиравме за година и пол многу. Важно е дека со кадар ги обезбедивме, кој што го нема, и знаете дека групите беа преоптеретени, воспитувачките и негователките исто така беа оптеретени и не можеа да го дадат својот квалитет, но сега со растеретувањето, вклучувањето на нови вработени и не калкулираме да даваме на определено време договори или договори на дело, туку на неопределено, за да се чувствуваат безбедни и сигурни, да ја гарантираме нивната социјална сигурност. Сметам дека навистина во наредниот период и инвестициски и кадровски ќе ги зајакнеме детските градинки со цел предучилишното образование да навистина даде подобар старт за децата вклучени во него. Јас не би должела повеќе, ако имате прашања, стојам на располагање. Благодарам.